Значи, очигледно дека текстот говори за старешините во црквата. Советите се тоа како да се однесуваат кон старешините. И бидејќи во црквата старешината е една мала група на луѓе, при разгледување на такви текстови кај останатите се создава некакво, може би оправдано мислење, зошто треба сите да слушаме за тоа кога не сме старешини. Тоа нека бидат овие поуки, нека си ги разгледуваат старешините, нека се собираат, нека се поучуваат во тоа. Меѓутоа, вистината е дека, иако текстот е наменет за старешините, тоест односот што Тимотеј треба да го има кон старешините, е важна за целата црква, важна за сите, бидејќи доброто старешинство, бидејќи улогата на старешинството во црквата е во полза за целата црква. Дека едно добро старешинство игра клучна улога во доброто водење на црквата, а црквата е заинтересирана и би требало да биде заинтересирана од тоа да биде добро водена. Како што, например, сите ние, иако не сме политичари, не сме дел од власта, не сме министри, сме многу заинтересирани за тоа како функционираат политичарите, што прават, ги коментираме, сакаме да имаме политичари кои во власта ќе градат училишта, болници, добра економска основа, ќе осигуруваат безбедност и така натаму. И затоа, бидејќи знаеме дека е тоа важно, сме заинтересирани кој управува, кој ќе биде следниот што ќе управува, како управува. И дискутираме. Популарни се тие теми меѓу народот. Меѓутоа, убеден сум со сето срце дека многу повеќе треба да бидеме заинтересирани од тоа како една црква е водена, како црквата воопшто е водена. Зашто многу поважно е насоката кон која се движи црквата, зашто тоа ќе зависат и насоките, од тоа ќе зависи и целиот живот во светот. Црквата е имунитетот на светот. Здрав имунитет, здрав организам. Слаб имунитет, слаб организам. Здрава црква, здраво општество. И тоа го покажува и историјата, дека кога има здрави цркви, кои се водени од посветени водачи, кои имаат влијание со својот живот и црквата и христијаните или во општеството, има здрави општества. И на крајот на краишта колку едно општество добро да се развива економски, социјално, во секој поглед, ако општеството духовно опаѓа, морално опаѓа, ако се рушат оние апсолути што Бог ги поставил уште во минатото, уште од почетокот, нели? Ако тие апсолути, тие основи се кршат, се уриваат, се урива општеството. И колку и општеството доди економски напред и колку да функционира политички добро, тоа ќе се деградира, ќе се разјадува, ќе се распаѓа. И тоа го гледаме, навистина го гледаме. Во западниот свет напредува, човештвото напредува економски, меѓутоа морално во столбовите на кои треба се гради, деклинира, опаѓа, се рушат основните вредности во општеството. А кога тоа се случува, историјата покажува дека кога доаѓаат такви морални деклинации, се рушат цивилизациите, се рушат културите. И тоа што денес западниот свет го ужива како економски благодат, како социјален благодат, тоа тие го должат, тоа е инерција на благословот што Бог го дал во време кога побожни водачи ги воделе црквите и општеството. И во таквите времења Бог дал благослов сите области да напредуваат во нивниот живот. И се уште ги уживаат тие благодати, не знаем уште колку долго. Бидејќи црквата, Павле во ова послание што го изучуваме, ја нарече столб и потпора на вистината. Црквата таа која е во светот, која е во темнина,
во заблуда, која се движи во погрешна насока, црквата е таа која коригира, која прска светлина, знаење, дава вистинска насока, да се движи, да се коригира општеството. А за да го прави тоа, црквата треба да има водачи кои ја водат црквата во таа вистинска насока. И затоа сите сме заинтересирани, многу повеќе треба да бидеме заинтересирани од насоката на црквата, водењето на црквата, многу повеќе отколку проблемите во светот, политиката и политичките актуелни збиднувања. И затоа Павле, не случайно и во ова послание, кое е полно со совети, се обраќа кон различни категории на луѓе, дури 2 пати ја вклучува темата за старешините. Еднаш во 3 глава, каде ги дава квалификациите за старешините, и овдека во 5 глава говори за правилниот однос што треба да го имаме кон старешините. Или каков однос Тимотеј треба да гради како пример за останатите кон старешините. Бидејќи, и тоа го кажавме неколку пати, Ефеската црква е полна со проблеми и сето тоа доаѓа од проблемите во лидерството. Проблемите кај водачите. Водачите наместо да се држат на Словото и како водачи, како старешини, да ја водат црквата во Словото, во вистинското Слово, да ги водат луѓето во црквата кон вистината, тие почнаа да се занимаваат со ереси, учења, други некакви учења, и меѓу себе да се расправаат за тоа кое учење е најправилното. И во тие раздори, кавги, очигледно и црквата била поделена, тие спорови се префрлени на црквата, и затоа и се нарушува воопшто поведението на луѓето во црквата. Го нема она побожно поведение. Затоа Павле дури 9 пати во едно кратко послание, во ова книга, повеќе пати употребува зборот побожност отколку во остатокот на Новиот Завет. Акцентирајќи на потреба да биде коригирано тоа поведение. Бидејќи и во 2 глава тој се обраќа кон мажите, како тие да се однесуваат на собранието, како да се молат со чисти раце. Кон жените се обраќа, бидејќи се јавно ривалство, надпревар, кој кого ќе поучува, жените сега да ги поучуваат мажите. Квалификации дава за старешинството во 3 глава, бидејќи сигурно не се следели и тие стандарди во црквата. Потоа дава некои лажни учења, лични совети кон Тимотеј, како тој самиот да биде пример во се. Говореше за вдовиците, бидејќи лажното или губењето на тие вредности во црквата заради лошото водештво довело и вдовиците да не се однесуваат како што треба, па и кон нив упатува корекции, и овдека сега пак говори за старешините, крајот на 5 глава. И темата или нештата се толку сериозни и толку е важна таа тема, што Павле ќе видиме во еден момент многу така екстремно се обраќа кон Тимотеј. Така да многу отрезнувачки збори. Те заколнувам пред Бог, Исус Христос и избраните ангели. И понатаму кажа, сето тоа да го следиш, да го држиш сето тоа. Дотаму не лјоди што ја повикува неговата одговорност пред целиот небесен суд. Ти си тука, поставен и надгледуван од Бог, Отецот, Исус Христос, светите ангели. Затоа биди многу внимателен, без предрасуди, без вакво некого да повеќе да покажеш наклонност и така натаму. Биди многу стриктен во исполнувањето на овие совети кон старешинството. Ајде да видиме што има да каже овде. Секако нема да говориме воопшто, генерално, општо, туку ќе говориме за оно што Павле овдека во конкретната ситуација го пишува, сигурно, секако, имајќи ги во предвид конкретните проблеми од црквата кои се случувале, кои ги гледаме како
причина за пишување на тие нешта, а кои би се согласиле се најчести како проблеми воопшто за црквата во поглед на старешинството. Прво, говори за некаква грижа, почит и така натам кон старешините. А свештениците, тука зборот презвитери е, би требало пак да биде старешините или старците, а тука како стоја, чекај. Тука е, да, свештениците, во нашиот текст, не знам во новите преводи како е, презвитерите, добро, презвитерите, што добро извршуваат својата управителска служба. Сега, презвитерите или старешините, што добро, тоа го има во оригиналниот текст, меѓутоа останатата фраза, ја извршуваат управителската служба, во оригиналниот текст е само едно зборче. Кај нас се 5 зборчиња, во оригиналниот текст е само едно зборче, проистими, така да би требало да биде оние што добро проистиметуваат, ако сакаме, нели. Зборчето проистими значи има широко така значење, може се употреби во контекст на управување, во контекст на водење, во контекст на грижа, во контекст на водење во правилна насока. И сите тие нешта се поврзани. Управувањето вклучува водење. Управувањето вклучува грижа. Сите тие нешта се вклучени во тој збор, тоест оние што добро, би кажеле, го водат, што го управуваат Божјото стадо. Оние што добро извршуваат, нели, таа служба на водење. Старешините го водат Божјиот народ. Управуваат така што го водат во правилна насока. Зато се водачи. И таквите старешини, вели Павле, заслужуваат двојна почит. Пак ќе кажам, кога го пишува Павле, сигурно е поттикнат да го напише поради конкретни проблеми во црква. Сигурно отсуствувала таа почит. И затоа тој го коригира, сака да го коригира тој однос или двојна почит. И овде кога се употребни едни специфични зборчиња, нема таков збор двојна почит или дупла почит, тоа не е математички термин. Ако кон некого покажеш една почит, сега да измериш 100% повеќе, па кон старешините дупла почит. Употребни се две зборчиња кои се синонимни. Првото зборче тиме значи вреднување, оценување. Да оцениш нешто колку вреди и да го компензираш соодветно, да го наградиш. Тоа е збор. И тоа може да се користи во различни контексти овој збор, но очигледно овдека се користи во однос на материјално наградување. Бидејќи веќе во следните стихови Павле ќе даде цитати од како подкрепа на тоа од Стариот и од Новиот Завет. Вели, не врзуваја устата на волот кој врши, работникот да заслужува својата плата. Така да, контекстот очигледно е наградување на старешините, материјално. Така што Павле вели, треба старешините да бидат вреднувани соодветно. И тоа е тоа зборче тиме. Нивна тоа што они го прават треба соодветно да биде компензирано со подкрепа, материјална, финансска подкрепа. И потоа додава уште едно зборче, до зборчето тиме, аксио, кој значи повторно вреднување. Истото зборче, меѓутоа е посилно. Тоест, може би било дарежливост, великодушност. Е вклучена една дарежливост, кога ти даваш на некого тоа да го правиш не стиснато, туку така да се опуштиш. И комбинацијата на тие две зборчина значи ти да го вреднуваш и тоа многу да го вреднуваш, многу да го наградуваш. Сега нашиот текст и некои други текстови решили да го потребат фразата двојна почит, кој в старија е двојно наградување в текстот. Да, наградувањето финансиското вклучува почит, но целиот контекст не говори само за почит. Едноставно. Зашто ти можеш да почитуваш некого, ама да не го покажеш тоа и на таков начин како што овде е напишено финансиски.
црквата треба великодушно, дарежливо да се однесува кон своите старешини. Тоа е идејата. И продолжува, а најмногу оние, значи, да се удостојуваат со двојна почит или двојно вреднување, а најмногу пак оние што се трудат во словото и во поуката. И пак зборчето најмногу таму како е преведено? Најмногу? Најмногу. Добро. Зборчето што е употребено овдека не треба да издвои најмногу, туку да издвои категорија, а посебно или специјално издвојување, а посебно пак оние кои се трудат во словото и во поуката. Може пак, нели, најмногу да се каже, но има тука издвоена една друга група пак на презвитери кои се трудат во словото и поуката. И зборчето трудат повторно е силно зборче, копијал, кој значи макотрпна работа. Вршат макотрпна работа. Поуката, словото и изучувањето словото, поуката во словото е тешка работа. Зато тие посебно треба да бидат удостоени со таква почит. И од тука сега, и тоа е очигледно ситуацијата во црквата во Ефес, имало старешините во основа, тоа е нивната служба, е да ја водат црквата духовно. Тие ја имаат духовната грижа за црквата. Се грижат за духовните потреби на црквата, така што се вешти во словото, во молитвата и нудат слово, преку словото ја нудат таа духовна грижа. И очигледно дека во црквата во Ефес имало пак старешини или презвитери кои проповедале. Не сите старешини се занимавале со тоа, сите старешини имаат потреба, тој заслужуваат посебна почит, но има определени старешни па кои и се трудат, тоест се занимаваат со поучување на црквата во словото. И од тука, историски, понатаму, сега не може да каже праведно, неправедно, се разграничуваат тие служби. Например, веќе кон крајот на први век се разграничува служба на епископ од служба на презвитер. Иако во текстовете што Павле ги дава, тие се синонимни служби. Но историски се разграничуваат од старешините, епископи старешини и презвитери старешини. Например, во рано-христијански литературни дела од крајот на први век ја гледаме јасно таа поделба. Епископот како оној што проповеда во црква и старешини кои се грижат за духовните потреби. И тие се како помошници по службата на епископот. Има уште една категорија служители, геконите, така издвоена во Дидахе или учењето на 12 апостоли, во кои гјака кои се занимаваат пак или така, да, имате служба околу административните, материјалните потреби на црквата и кога велиме црква, мислиме ли не, членовите на црквата. И историски, да, понатаму се јавуваат различни форми на организирање на црквата, во кој има само презвитери, има одреден кој што само поучува, другите помагаат и се во духовните потреби. И овој текст сега, пак ќе кажеме, не само, никаде во Новиот Завет не ни е дадена некоја ултимативна, конечна шема за организирање на црковното старешинство. Тоа како ќе биде организирано. Да, издвоени се локално, историски, одредено време, во различни време, на различни места, во зависност од големината на црквата, различни форми. Тоа е, овде кога гледаме конкретната ситуација во Ефес. Таква е. И тој вели, а пак они, зато Павле издвојува посебно, вели, оние кои се трудат во словото. При тоа не давајки модел како треба да биде. Тој тргнува од конкретна ситуација. Зашто крајот на краиштата организацијата во црквата ќе зависи од природата, од конкретно. Црквата е жив организам, кој може да има степен на зрелост, големина, и таа си го наоѓа својот, и зато не се дадени тие готови форми, таа си наоѓа својата форма. Жив организам. Како што секој жив организам си ја наоѓа својата
најдобра форма на функционирање. И така. И во подршка на ова, нели, за тоа вреднување, наградување соодветно финансиско, цитира Павле и од Стариот Завет, од Второзаконие, 25 глава, не врзувај устата, зашто писмото вели. Тоа е со Стариот, за кога вели писмо, Павле мисли на Стариот Завет, не било новозаветно писмо. Меѓутоа, вториот цитат е цитат од Христос. Христос го кажува тоа, од Лука 10:7, тамо е запишено. Не врзува ја, тоест работникот заслужува платата. И од тука некои пак велат, ова е аргумент дека дела на Евангелието според Лука веќе било напишено, Павле го познавал тоа Евангелие и затоа цитира оттаму. Тоест, се зема како аргумент за едно рано датирање на Евангелието според Лука. Тоа значи некаде уште почетокот на 60-тите години. Што и не може да значи дека е така, зашто Лука е близок соработник на Павле. Дел од неговата служба. Лука го собирал материјали, тој е познат, тој самиот кажува дека кај што оди, собира, се среќава со очевидци и така натаму. Можда не било напишено, а Христос тоест Павле да го знае од Лука тоа, како некој што ги собирал тие сите информации за служењето на Христа. Како и да е, сепак овој текст, вториот, говори за боговдахновеноста на Лука. Зашто Павле, вдахновен од Бог, кога дава аргументи, на еднакво ниво, со еднаков авторитет, ги поставува и она што е запишено во Стариот Завет и она што го гледаме потоа во Новиот Завет, во Евангелието според Лука. Овој текст во секој случај ја подкрепува боговдахновеноста на новозаветните текстови, како авторитетни со Стариот Завет. И така, овие два аргументи Павле ги дава дека треба да биде така. Црквата треба да се грижи за своите старешини. И тоа е добриот принцип, и пак ќе кажам, ова не е стандард. Ова е конкретна ситуација во црквата. И јас си мислам, добро, ако една црква има 10 души, како ќе може да се грижат за своите старешини? Ако 10 души има тројца старешини, ќе може ли да ги наградат соодветно тие тројца старешини? Пак се зависи, ова е кажано како принцип до црквата во Ефес и е добар совет, најдобриот совет што една црква може да го применува и треба да го применува. И јас верувам дека најдобар функционира црква која е издржувана од црквата. Најдобро е кога има посветени на службата служители, старешини. И тие можат целосно да се посветат на словото, молитвата, на водењето на црквата. Меѓутоа, не секогаш можеме да имаме таа идеална ситуација. Не можеме. И самиот Павле е пример дека во некои ситуации мораше да работи, во некои ситуации беше издржуван. Кога отиде во Коринт, немаше никој покрај себе, немаше, пишува до филипјаните дека бил дури без пари, потоа кога доаѓаат Тимотеј и Сила, носат дарение од македонската црква. Па таму мора тој да со Акила и Прискила да работи. Не. Добра е ситуацијата кога има и повеќе луѓе во црква кои ја имат таа одговорност. Зашто тоа покажува зрелост пак кај црквата, кај членството на црквата. Една зрелост дека тие ја сваќат важноста на старешинството, важноста од такви служители за доброто на црквата. Дека им е важно доброто на црквата. Си ја сакат и си ја ценат црквата. Тоа е показател за духовноста на една црква. Се рексеко дека постои можност, материјална можност на црквата. Инаку, принципот оној што се јавува што во новозаветно време, ако е врзан со практиката на синагогите и храмот дури, но синагогите, принцип синагогите, е дека секоја локална заедница
сама е одговорна финансиски за своите старешини. Нема во древноста пракса друга црква или синагог заедница, еврејска што е да помага. Ако една заедница, некој град, има доволно број на евреи кои можат финансиски да одржуваат синагогата, тие формираат. Ако нема таква можност, за да си го својот равин да си го помагаат, нема синагога. Тоа е праксата во тогашно време. Истата пракса потом се пренесува и во црквата. Да имаме случаи, Павле вели, и тоа е општ принцип. Ако некој има повеќе, да нема вишок, за да на друго место каде што има помалку да нема недостигне. Тоа го пишува коринтијаните кога ги поттикнува да собираат помош за светиите во Ерусалим. Има такви ситуации кога собира помош и Македонска црква и дале. Тоа ситуации кога имало криза некаква во Ерусалим и тоа повеќе хуманитарна помош, отколку издржување на црквата во Ерусалим. Но има еден таков принцип, сепак даден е тој принцип на солидарност, на братска љубов, да се помага. И добро е да се прави тоа и фалимо на Бог. Ние сме заедници кои не можеме се да покриеме и имаме таква помош. Но при тоа треба да знаеме дека треба да бидеме благодарни, зашто и тоа пак благодат и не постои обврска таква некако. Сепак се должи на гледањето, на духовноста на тие кои имаат повеќе, на нивната посветеност. И така. Идејата им беше дека нема готови некои кои ние денес сме си ги поставили како принципи кои би требало да важат секогаш, секаде. Друго нешто, но почета треба да се покажува. И тука гледаме и заштита. Старешените треба да бидат заштитувани од црквата. Во која смисла? Или обвинение против презвитера не прифаќај, освен пред 20 или 3 сведоци. И тука има мала разлика од она што Христос го кажува. Христос вели, ако нели твојот брат сгрешил, ќе одиш кај него да го коригираш. Ако тој се покае, рече да, така во право си сватив, готово се покал, тоа меѓу вас останува, не се шири повеќе. И знаете потоа, ако не, тогаш одиш со уште 23 сведоци, за да видиш, можеш, па тоа ако не прифаќа, може ти не размислиш правилно, може би нема никаков проблем, а ти мислиш. Зато треба неколку души да констатират дека навистина и да разговарат со него. Ако има такво, утврдат дека навистина, тој пак не се покае, тогаш целата црква треба да биде вклучена и на крајот да биде прогласен како како беше грешник, безбожник, цариник. Павле овде дека вели воопшто не подига. Ако нема во црквата, и сега 23 кога кажува, нема точна бројка, ако тоа не е навистина проблем кој црквата разбира дека е проблем. Не. Ти не можеш како единка сега, некој не ти се допаѓа и почнуваш да го обвинуваш. А сигурно во црквата во Ефес имало такви ситуации. Црквата поделена на групи, по филозофиите, по етничко потекло и така натаму. Имало обвинување. Водачите на тие групи се обвинувани од една група, обвинува водач на друга група. И му вели Павле на Тимотево на таква ситуација, која ќе дојде некој да ти каже против старешина, не. Немој веднаш да го... Треба да испиташ работата. И тоа е став. Ова е принцип за функционирањето на црквата. Зашто старешините се по-ранливи од другите члени во црквата од тој поглед. Во поглед да бидат обвинувани. Зошто? Прво, зашто нивната служба е јавна. Појавна. Нивниот живот е појавен од животот на другите луѓе. Тие се, бидејќи нивната позиција во црквата е поодговорна, тие водат црквата и повеќе се удари на сатаната. И на крајот на краиштата, старешините се тие кои имат таа неблагодарна служба да коригира, да кажуваат работи што не им се допаѓаат на другите.
И ако има суета и недоволна духовна зрелост кај луѓето од црква, да се навредат и да почнат да возвраќаат, т.е. да работат против старешините на укорот или на корекцијата која е упатена. И затоа Павле вели, немој така да се однесуваш, ти треба да бидеш внимателен кога има кон старешината некаков укор ли, како беше, обвинение против старешината. Треба да биде заштитена од нереални обвинувања. Но доколку се покаже од повеќе луѓе дека навистина има проблем, тогаш се почнува таа постапка против старешината. И ако се докаже тоа, ако навистина има проблем со старешината, тогаш треба да биде искрен и тоа пред целата црква. Гледате што вели Павле. Старешините имат посебен третман во секој поглед. Прво, во поглед на почита што треба да се покаже, потоа во поглед на заштитата, бидејќи тие се ранливи, но и во поглед на осудата, посебен третман. Пред сите да биде укорен, како пример и другите да имаат страв. Зашто значи тоа, а оние што грешат? И тука глаголот хамартио е даден во партиципна форма во сегашно продолжително време. Или, како ние би го превеле, како грешачите. Така би го превеле. Тоа е најтака соодветен превод. Не знам како, или старословенскиот е грешаштите. Тоа е оние кои што го живеат тоа. Да, тоа е нивен живот. Јасно е дека си продолжуваат да си го живеат гревот. Таквите луѓе треба да бидат искарани пред сите. Тоест, тоа што треба да бидат заштитувани од обвинение, не значи дека они имаат привилегиран статус и кога ќе сгрешат, како што е во светот, пракса, по нешто на повисоки позиции да бидат толерирани повеќе. Па може и да крадат и да лажат, за нив судови не важи. Законите што важат за обичните луѓе не важат за оние големите што се на власт. Не, Павле вели, за нив уште повеќе треба да важат. Ако украде обичен човек, има една казна. Ако украде некој што е на висока позиција во власта, треба да биде повеќе. Уште по-голема казната. Зашто тој треба да послужи за пример на останатите. Ако не е добар пример за останатите, тогаш ќе го казат за пример да биде пак неговата укори казна за другите луѓе. Да. Старешините не се недопирливи во тој поглед. Кон нив има посебен третман во секој однос. И продолжа и тука е веќе оно свртување, промена во изразувањето, во обраќањето, каде што користи силни зборови. Те заколнувам пред Бог, пред Господ, пред избраните ангели, да го пазиш ова без предрасуда и ништо да не правиш од пристрасност. Зошто е потребно ова да го засили, тонот, да го крене гласот? Бидејќи темата е многу важна, но и бидејќи сепак и Тимотеј е во специфична ситуација, а и тие се многу специфични ситуации во секоја црква. Односот кон старешинството. Тука многу лесно може да има предрасуди и многу лесно може да има и пристрасности. И во случајот со Тимотеј, па тоа може би уште поизразено, што Тимотеј, тој е млад човек. Старешините, веројатно, тоа е правило, биле постари од него, таму, во каде што е поставен. Нов е во црквата. Тимотеј има, тоа е во црква која е поделена, во која има спорови, кавги, расправи, докажувања, безсмислени, лутаат во безсмислени расправи. И во една таква поделена атмосфера, многу лесно е, барајќи сојузници, да се справиш со целата таа ситуација, да наклониш кон некоја група, кажеш, и овие не се добро, овие поправилни ми се. И се, ајде ке се сојузиме против другите таму, кои се полоши, или пак, може би пак имало таму по-авторитетни некои да се делот
животот во градот, општествениот живот. Па тука исто доаѓа тоа искушение да одолееш на тој притисок, да не се сојузиш со тие што имаат повеќе власт. Специфични се тие ситуации. Јас сум бил во таква ситуација, во црква која што имаше поделеност на... Таа поделеност може би многу основи, но јас бев во ситуација кога имаше роднински кланови, фамилиарни кланови. И се ти не си дел од тие кланови, доаѓаш таму, во веќе создадени односи, и секој од клановите се обидува некако да те привлече како пастор, ти да работиш во нивен интерес наспроти останатите. И знаеш, сум правил грешка, да, признам дека ке си видиш, овие се праведните, тие се лоши, да, треба ние сега да се бориме против тие. На крајот разбереш дека не е тоа правилниот начин. Не може да биде така. И зато Павле му вели, внимавај, многу внимавај. Да нема предрасуди, да нема пристрасности во правилната примена на тие принципи што ти ги давам. И затоа ги употребават, тоа е логиката на употребувањето, на вметнувањето на Отецот, на Христос и на ангелите, избраните ангели, за да ја некако сериозност истакне на работата. Да биде отрезнувачки. Внимавај, имај сегаш во предвид дека ти служиш во црквата под надзорот на Бог, под надзорот на Господ Исус Христос и избраните ангели. Сега, избраните ангели, не знаеме кои се, иако најголем дел од коментаторите сметаат дека тоа се оние за кои што пишува авторот во Евреите, првата глава, каде што, јас го имам стихот, мислам овде, да, каде што, нели, пишува таму авторот, а на кого од ангелите Бог некогаш му рекол, седи од мојата десна страна, додека непријателите твои не ги поставам за подножието на нозете негови. Нели се сите тие ангелите, како збора, служителски духови, испратени да им служат на оние што ќе го наследат спасението. Значи, имаме избрани за спасение луѓе, и од друга страна избрани ангели кои ќе им служат на оние што се избрани за спасение. Тука се прави таа врска, дека тоа се ангели кои служат на оние кои што, или Бог ги избрал за спасение. И од тука избрани ангели, бидејќи се за избраните. Независно за какви ангели станува збор, идејата на Павле е да на високо ниво да крене сериозноста на темата и одговорноста што Тимотеј треба да има во црквата во тој поглед. И не само тоа, но и да го охрабри. Во една таква ситуација во која тој можеби ќе биде сам против сите. Сам против кланови, сам против авторитетни старешини, да не подклекнува, напротив да биде охрабрен, зашто неговата служба е помагана не од луѓе, туку од само од Бог, кој е на крајот на краиштата Господарот. Тој е суверениот Господар. Тој колку и сојузе да прави со луѓето, на крајот на краиштата нема да ја добие поголемата помош од она што ја дава Бог. Оно што Господари со себе. Многу ние паѓаме од таа опасност, кога ќе видиме некој опасност да почнеме коалиции да правиме меѓу луѓето, како во парламентот. Сега гледаме оние што некои што разбираат дека ова глас си оди, ова политичка гарнитура, доаѓа друга, ајде излегуваат од таму, па се преселуваат во она победничката, и тоа го прават веќе 30 години. Истите луѓе. Сојузи си прават за да имат пак некаква корист. И тој во црквата, да, луѓе сме, може и во црквата, сега ќе правиме коалиции, сојузи. Не, Павле му вели, немој, сметај само на Бог. Тој е Господарот на ситуацијата. Тој е оној кој, ако го следиш, Словото, му се послуша него, тој ќе ги извиде работите, тој вистината, тој на крајот на краиштата ќе ги тргне оно што ја рушат црквата. И Господ Исус Христос, можеме ли ние на крајот да ги победиме ако Христос не дејства во нивните срца? Тоа оној кој преку Духот ги променува, тоа оној кој ги решава, кој ги преобразува луѓето.
ги спасува луѓето. И избраните ангели кои да се. Но тоа е поентата што Павле сака овде да ја представи. Преценувај внимателно, продолжува. Раци на никој не полагај пребрзо, тоест не поставувај за старешини пребрго, ниту пак на туги грекови да станеш соучесник, пази се себе си чист. Прво вели, не пребрзувај со поставување на старешини. Че имало потреба, веројатно, бидејќи некои од старешините не ја вршиле својата работа, има криза на лидерството од црквата, еретици, лажни учители, треба да се назначат нови старешини. И Тимотеј што го има тој апостолски авторитет, што му е даден од Павле, треба да ги постави тие старешини. Вели, внимавај, многу внимавај како го правиш тоа. Не брзај со таа работа. Подобро е да чекаш, да има помалку, отколку да го наполниш пак тоа тело старешинско со неквалификувани старешини. Кажни се квалификациите во третата глава, какви треба да бидат, и ти сега следи ги тие квалификации. Не пребрзувај. Ние имаме склонност да пребрзуваме, ако нема доволно старешини, посебно ако дојде во црква некој што така похаризматичен, па го бива во бизнес, па менаџер некој, па се издигнал во општеството, ајде сега набрден да го бутнеме во старешинството, многу ќе ни врши работа, тој не го бива, способен е. Но никада ние не гледаме во тие списоци што ни се дадени, такви квалификации, некој да го бива за бизнес, да го бива во политиката, да го бива за управување, да биде добар менаџер. Нема таков ниту еден услов. Сите квалификации што ги пишува Словото се карактерни, духовни. Не се способности, туку се плод на Светиот Дух. Се бара духовност. Не дека не е добро старешините да бидат и такви. Напротив, многу е добро. Доколку тие духовни луѓе се и добри во способностите. Но подобро е да има малку, како што Павле вели, не брзе. Подобро имаш малку, но квалификувани старешни, отколку многу, но не квалификувани. На крајот на краишта пак ќе се стигне до тие проблеми. Внимавај на тугите гревови, не биди соучесник, не влегувај во гревовите, тоест не се соединувај со грешните. Кога гледаш дека некои тргнале во лош правец, ти немој да станеш да го правиш оно што они го прават. Многу внимавај на себе. Зашто во една црква која е разделена така, тргнале по различни патишта, голема опасноста ти е осамен, нели, во вистината, да се приклониш кон некој таков пат на гревот. Пази се чист, вели. Внимавај многу. Бидејќи ти како старешина, ако не се пазиш чист, ја правиш и целата црква нечиста. Толерирањето и приклонувањето кон гревот на другиот ја прави нечиста целата црква. Треба да бидеш многу внимателен, вели. Ти си пред целата небесна судница, Отецот, Синот, избраните ангели. Многу внимавај, пази се чист. И сега како од небо, од никаде, доаѓа ова што следи. Не пи веќе само вода. Еве како ќе се пазиш чист. Пи вино и ќе бидеш чист. Не е тоа вистината. Но ова наеднаш од никаде доаѓа, зашто во продолжение пак пишува за гревовите. На некои гревовите се гледат веднаш и судот доаѓа, а на некои треба да помине време и добрите дела. Но ова тука е вклучено наеднаш од никаде. Од никаде. И каква се врската ова во целиот тој контекст? Никако не совпаѓа со контекстот. Или ако некако одговара на контекстот, тоа значи дека пази се чист. Затоа не пи само вода, што водата не е чиста, чисто е виното. Не, има врска, не доаѓа тука тоа од некаде. Важен е пак контекстот. Тимотеј очигледно е дека бил посветен на чистотата. Очигледно дека во една култура, во древна
елинистичка култура, каде што пристрасноста кон вино, алкохолизмот било пракса и сигурно во тоа и во храмовите било, па и во општеството, на улиците, сигурно и во црквата во Ефес било проблем, во Ефес како град било проблем. Тимотеј, следејќи ги тие инструкции за чистота, нели, како пример за останатите, очигледно дека се држал настрана од тоа. Пил само вода. Токму од таа причина. Нема друга смисла да биде вклучен тој текст овдека. И сега Павле, кога му ги дава тие совети на Тимотеј, внимавај, немој да се сојузуваш со гревот, да се соединуваш со гревот. Пази се чист, во еден момент сели, ама и чекај се и на работа, не претерувај. Има работи кои навистина се ќе те направат нечист, кои навистина ќе значат соединување со гревот на другиот, но не се значи соединување со гревот на другиот. Еве, например, конкретниот случај, ти пиеш само вода и тоа предизвикува проблеми со твојот стомак. Имаш проблеми. Затоа пи вино. Не е тоа доктрина. Не е тоа начинот ти да се представиш, да се држиш чист пред останатите. Не прави доктрина од нешто за кое нема основа доктрина. И сега пак тука треба да го сватиме општеството, древното општество. Во елинизмот тоа бил голем проблем. Во јудејското општество алкохолизмот не е проблем. Ако некој е пијаница, тој веќе е ставен во категоријата на отпадници, како заедно со митничарите, заедно со проститутките и пијаниците. Тие се отфрлени од општеството. Така се однесува јудејското општество кон нив. Но тоа не значи дека јудеите не пиеле вино. Не, они пиеле вино. На семејни собирања во различни поводи. Но кај нив не било тоа проблем. Има водени од Мојсеевиот закон, тие многу внимавале, нели, на употребата на виното. Но во јудејското општество, во елинистичкото општество нема таа култура. И таму е проблем. И Тимотеј, знаејќи го проблемот и во црквата, тој се посветува на целост абстиненција и Павле му вели, не е тоа, пази се чистно заради твоето здравје, не се стега да си пивнеш вино. Тоа е идејата. И тоа, вели, помалку и вино, зашто поради стомахот и честите боледувања. Ако немаше проблеми со честите боледувања, може повеќе. Не е така, не е. Малко вино поради честите боледувања. Идејата е тука, ова е добар совет. И јас сметам дека може да биде добар совет за целосна абстиненција од виното за некои луѓе. Тоа е најдобриот избор што треба да го направат. Но индивидуално е. Ова не е доктрина, универзална доктрина, не е доктринарна обврска дадена во Библијата. Ние не можеме од тоа како што е направено во некои цркви да направиме доктрина која ќе биде обврска за секого. Имаме во еден момент кога Павле го пишува тоа на Тимотеј, му се сетил, му пишува оди во екстрем да биде чист, нели, да се држи настрана од гревот, да биде многу доследен, има одговорност пред Бог, и во се чека. Ама јас тука да не претерам, да му внимавај се, а ти за виното можеш да пиеш вино. Тоа е контекстот. Зашто во еден момент тој пак се враќа. Гревовите на некои луѓе, што нема врска сега со виното, се враќа напред. Ова како во заграда е ставено. Да знае дека тоа не е грев. Ако напротив ќе биде добро за неговиот стомак како пие малку вино. И пак се враќа откако таа заграда, нели, ја затвара за виното. Некои луѓе гревовите се јасни, однапред ги водат на суд, а на некои понив водат. Тоа све. И кога говори за суд, тука идејата не е суд, туку за проценка, за ти да пресудиш, да си содадеш став, суд за некого. Тоест, некои луѓе, поведението им јасно дека не се за старешини. Ги гледаш веќе. И можеш веднаш, зашто се јасни. Но некои луѓе
одат понив гревовите. Може да сгрешиш, да, може да го поставиш, но на крајот на краишта времето ќе покаже дека си сгрешил. А пак исто е со добрите дела. Некои луѓе се добри по принцип, но не се видливи добрите дела. Или може да бидат видливи, јасни. А не се такви, но нема да се сокрет. Пак ќе станат јасни и добрите дела. Со други збори, идејата овдека е има луѓе кои што се така похаризматични, посе знаат да се покажат, да се истакнат напред, нели, да излезат и да го привлечат вниманието, се покажуваат како добри, како духовни и да бидат ставени во старешинството. И потоа се покаже дека не била правилна одлуката. А има луѓе кои се добри, но никој не ги забележува. Има многу пати такви ситуации, но по известно време ќе се види дека тие се духовните луѓе. Иако на прв поглед не делуваат како луѓе за старешинство. Но тоа пак вели не може да се сокрие. На крајот пак ќе се покаже. Со други зборови, треба време. Може да се сгреши. Но времето ќе треба да ги коригира работите. Кога ќе се види на времето каква е реалната ситуација, треба таа да се коригира. Зашто не сме совршени. И тука на крајот сепак со оваа нешто, со овој додаток, на крајот Павле сака да каже, на крајот на краишта може да се погреши. Но времето, кога ќе се види јасно со времето, треба да се интервенира. Следејќи пак претходните принципи што се дадени. И тоа е. Треба мудрост и внимателност. Може да се сгреши, но има можност за корекција. Одговорна е работата, реков дека црквата како столб на вистината во општеството треба да биде водена од добри водачи, духовни водачи, што е важно. Самата црква, за сите нас е важно, важно е за целото општество. И затоа да се молиме. Тие принципи што дека Павле ни ги пише да ги применуваме. Колку што можеме, нели? Бог да ни дава и уште повеќе благодат. И слава му на Бог, се повеќе расте оваа црква духовна. И јас верувам дека со времето ќе имаме уште повеќе посветени старешни од црквата. И тоа пак се за слава на Бог и неговото дело од црквата, која е нели, негова, за спасение на светот и негова слава. Бог да ни помага по тоа, да се движиме во таа правилна насока. Сите и одговорно да се однесуваме кон оваа категорија за која пишува Павле, која е многу важна.